Од убавите работи не учиме. Учиме од проблемите и надминувањето на проблемите кога расте. Повеќе би додал дека се расширивме, затоа што например првите 2 години помалку простории користевме. Лани ајве и годинава пробуваме и уште некоја просторија плюс да ја додадеме. Сега ќе те надополнам, оваа година сме од 5 до 7 јуни, МКЦ стандардна ни е локацијата. И лани бевме 3 дена и годинава го задржуваме и ќе гледаме да го задржиме форматот. Првиот ден ја имаме доделувањето на наградата за македонска стрип наследство. Можеш да кажеш Годинава е Никола Гелевски, стрип сценарист и уредник на многу изданија како Лифт например. Свија дека го спомна тој детал затоа што стрипот не се работи во еден ден. Мислам не дека не може. Ќе спомнам 24 сатното цртање стрип. 44 стрипа стигнаа за конкурс. стрипови? Не објавени во Македонија, тоа не беше еден од ретките услови. Сакам да мотивирам други да цртаат плюс пренесување нешто од своја се свое со себе си носам изреката што беше, значи да извадим од нас. Това е една пијачка, дете. Кај Тури тебе е тоа. на... Кај мене е квапте тоа. Ајде. Ајде, чека да квапнеме. Вие гледате дебели гикови. Тури една, ајде. Тури една. Наточи, нек се Нек се... некој кочи. Кочи? Кој кочи? Некој кочи? На. Ама тој што не кочи, официјално на гости го имаме нашиот прв гостин за оваа сезона. Воопшто Воопшто. предпоследен за сезоната. Да. Сега нека фора да направам тоа за прв за оваа сезона, ама некако не ми Не ти искра треба фората. прв, брат. Го имаме Давор Драмикјанин, нашиот прв Гостин. Нашиот прв човек кој што не има угостено. Многу лошо звучи, многу лошо. Многу too much одам на гости. На гости. И на прв. да, на прв. Не е поентата прв да доминира. Вајда? Да. Да ора дојдем да збориме за стрип трип, а пред стрип трип, ќе ви кажеме све за стрип трип. Stay tuned, но да ги поздравим нашите спонзори, односно пријатели, се извинувам, нашите најдраги БФФ и се останато. Прво само се благодарам на B42 кој што ни го обезбеди и овој простор кој што за сега го викаме B42,5, но коментарите се отворени за вас да предлагате предлози како да го крстиме Base Cave. Base Cave-от. Тоа е actually добро. Може да влезе у игра. Уигра. Када фала многу на бейс, само се вода на бенто блунки кои што ги прават најубавите мали бенто торчки кои што се 20 до 4 и може ги нарачате со овие со сканирање на овие два QR кодови што се појавуваат, пошто не, односно нарачате ги 3 до 4 работни денови, не бидете. Булјаши. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull и дава крилја. Само заблагодарам на Goblin Games, најголемото и најубавата продавница за друштвени игри кои што слава 25 години и оваа сезона никако не го почнавме концептот со Goblin. Можеби лето ќе го почнеме, ама Да сме здрави живи. да нека сме ќе здрави се живи. почне. Одете у Гоблин, кажете дека дојдете ради нас, ќе ви дадат попусти, ма може ли нешто ќе се ќерите. Само се заблагодарам на Fat Kitchen кој што ни ја приреди оваа прекрасна храна кој што Огнен ќе ја отвори. И само се заблагодарам на нашите нови пријатели од Вел Нео кои што имате масажери од нив. Ајде отварај. Салатата на Марио. Chicken pesto салат. Таворче, едно порокче. Ја имам чоп чист, ако сакате ја знаете, чисто информативно. Нема да И ја повелиме. морам да јадам дека сум мртов гладен. Ја, Не го ако знаем. Ако сакаш јадеш, ако Па ја веќе почнав да го отворам да го пробам, а мора да биде дегустирано. Ти си ни прв гостин што од прва сезона, ама прв пат ќе пробаш Fat Kitchen пред камера кај нас. А овие се појачани за вас или вака е регулар? Регулар. Тоа е многу јако што е регулар. Ако ова е регулар, Тоа може ми и е по многу двајца врвната да веца. најадува, машала. Ја мислам дека ќе останам за послем, ама ќе идам ја да јадам Епепе. пошто идеме на епепе. Ајде, може да се враќам. Може ли? Може да се Може ли? враќам на ТПП. Се збуневме, чекај. Се враќаме, вкусно се враќаме. Тоа беше old school. Изволите. Благодариле. Јас сакам жут, само извини добро. Ја имам пластик мен рука. Ај, ќе ги крстнеме сега. Да наздравиме за година За успешен шо? стрип трип да имаме. Ајде. За многу години да трае стрип трип. И на вас 3 сезони
Истерани, честитки. Многу ми е тажно што кажам ова, ама ова ни е пред последна епизода од оваа сезона. Имаме уште само 3 епизоди. Зашо бе со ентузијазам кажи? Па ми се снима. Па добро е, него септември ќе дојде ќе Ама со ентузијазам тоа е дека завршуваме 3 сезони, човече. 3 сезони, да, а за летос ке спремаме нешто интересно, така да... Па лани летото бевте активни, ако не се лажам, и концерти, и дешавки пратевте, не беше... Сега се присетив, јануари 2024, кога ни беше прва на гости. До тогаш имавме проби, знаеш, се пробувавме дали можеме подкаст. Мислам, јас сум водел подкаст и он прв пат му беше подкаст едно друго и решивме дека ќе тераме маца со гости поише, кој да викнеме, како да викнеме. Нели прво требаше Демек Давид од комикс, едно друго, ама најдобро испадна дека ќе го викнеме Давор уште тогаш. И уште тогаш го промовиравме Стрип 3 2024. Да. А ова Тоа година беше вториот, така? Вториот го зборувавме тогаш. легендарниот. Таму падна идејата за ние да правиме подкаст уживо, што многу добро испадна, преска го прегледував и какви спомени у пичко. Да, таа година дури на Кино Фросина трибината бевме. Да, горе се сместени. качевме. Скроз. Да. Втората година бевме во МКЦ клуб со вашиот подкаст. И Годинава, се, здравје, Кај ќе Боже. бидеме, бе, брат, кажи ни. МКЦ клуб остануваме, да. Не, бевме Да. на највисокото, на најдоброто. Паднавме маца андерграунд у клубот, сега ако може под земја Не, нешто. туку ја повеќе би додал дека се расширивме, затоа што например првите 2 години помалку простории користевме. Лани ајве и годинава пробуваме и уште некоја просторија плюс да ја додадеме. Во овој случај беше МКЦ клуб кој што собра неколку екипи на едно место. Посебно од старт едниот дел е со вас. Мислам дека и сличната локација можеме да ја искористиме. Да, ако е Истото ќе биде сигурно. Место така истото ќе си биде. Да. Ама па од друга страна мене многу мора за тој сега да ве буцам. Многу по акцент би стајал и на кратките видеа како на пример глупави прашања кои што беа феноменални, не беа глупави, а одговорите беа уште појаки, затоа што стварно ги фативте неспремни повеќето. Не очекува, пошто и награди имавте. Тоа од ваше беше. Ја дури ви искарав што не кажавте, ќе најдавме уште награди за идејата. Така што проактивната идеја функционираше. Такви некои сега, например, нешто слично да убациме плюс. Убаво доаѓа затоа што и посетителот се осеќа како дел од фестивалот со такви ситници. А тоа и на нас не е битно, сепак сите сме нека мала заедница, не е толку широка па да ти доаѓаат премногу луѓе да не ги знаеш и да не ти е грижа, баш напротив. Со повеќето се знаеме дали од фестивали, дали од настани. Убаво е да се чуваме. Лани беше ловот на стрипови? Не, Преклани. Прехвани беше ловот? Лани беше Да. тие што не на црта им кажавме као кафана ќе частиме, ама немавме кафана, им дававме на сите. Не, стрипови. можеше да биде кафана ако еден беше. Ако Да. е беше, ама поише. Ама еве, избадна 4. Баш сега и ги гледавме стриповите од Да, ланскиот и конкурс. давав на сите стрипови вечер, Кецот и двојката, као се викаше оној Епа, Рајсе со мене ми стигна и стриповите од конкурсот за оваа година, кои што сега баш ќе одат во жири, односно додека да ја емитуваме, веќе ќе биде пуштено да ги селектираат најдобрите. И ако не се лажам, мислам дека и во еден стрип до 2, да проверам пак, пак нема. ве има и оваа година. Ајде. Си побаравме. Тоа си пишав Ќе коментар. проверам, мислам дека еден беше сигурно дека ве видов, ама накнадно ќе ви јавам. Битно ги имаме 4 од лани. А ми кажи од кого е? Да. Танчо? Танчо. Да. Пак нема, бе? Да. Облачињата мои. Еј, тоа ми остана уште тоест Од првиот? од вториот, Од вториот, да. Мислам првиот кај што бевме И ние. оние рекламчиња за вториот, односно првото што беа снимани не во беа, МОВ, после МОВ периодот, нели, кога се префрливте, па и на вас устори големи промени ви се случија. Растете секоја година. Мислам, И растеме и вака. Океј, и да, па секако. дебели гикови се разбираме, да.
И тие видеа функционираа, беа пријатно примени кај луѓето, зашто беа меѓу првите најави беа, што не, ги претходно немавме први, видео први. најави, беа само Први беа. слики, да, така Први што Први беа за нас. И Ама за нив и беа на први. фестивалот мислам дека немавме како видео рекламчиња, се одевме на Добро сега, веќе тоа полека растеме палани, например, дронските снимки. Специјално побарав дозвола да летаме дрон во МКЦ. Цел пакет, па уште и како го влезе со терасата од првиот кат. Си растеме и учиме секоја година помалку. Технички, Се кога напредува. влегува и кога нема нас, така почнува и подкастот ова ни што го снимавме. Не можеме уживо годинава. Не Подобро може, снимано. Не уживо Снимано ќе биде и годинава. Ами тек на најавата. Огнен, сакаш ли стрипови? Да, не. не, да. Сакаш ли стрипови? Дали имаше нешто измеѓу или ти викам сакаш стрипови, а сакаш ли подкаст уживо? Така беше. Ама измеѓу имаш ли нешто? Не. Втора, да. Само ја викав, да! Да! Дојдете, и не можев да го погledам датумот, значи имавме едно 20 тејка, датумот, дојдете на 14... Па еве сега ќе те надополнам, оваа година сме од 5 до 7 јуни. МКЦ стандардна ни е локацијата, 2026 е чисто за Се луѓе оваа да година знаат. ќе биде 3 дена. И лани бевме 3 дена и годинава го задржуваме и ќе гледаме да го задржиме Чега беше форматот. тука? Па лани ни беше трибини и концертот во петок со цртање во живо на Клајст. И сите тие дела отидоа во хуманитарна акција, имаше интересна аукција, Здраве се потруди да ги долови оние наддавачки фрази што ги користат американците. Многу беше забавно, да, и сите 9 нацртани цртежи се продадоа. Собра фестивалот и од тоа и од тимеко што поклонувавме и оставаа луѓето, па мислам дека отиде сумата околу 500 евро, што за од стрип фестивал за хуманитарна акција го сметам како успешно и си значи сето тоа. Така што ете полека секоја година помалце нешто растеме и додаваме. Тоа ми е едно од најгордите работи што ги имавме претходната година. Концертот, брат. Да, и концертот беше. На Джорлев, на... Да, направија микс од два бенда, се собра. Најбитно ни беше да сакаат Боуи, Кеш, Кейдж, тој тип на музика. И ако тоа го сакаат кој ќе им светнат очињата, онма сакаш дека си се обратил на право место, им легна дури некои една-две numери, мислам дека ги адаптираа на лице место и на македонски. Да. Така некои импровизации Имаш. има, дури германецов гостин онака позитивно изреагира. А многу е сладко, петокот беше тоа, во неделата на затварање на фестивал, начекавме па концерт на Джорлев и компанија. Бендот им беше Луфтанза, ама они се под она мртов коинцер на за Луфтханза мислам дека отидовме со гостинот и во први редови им врати гостување каде што не мора да црта. Беше преводушевен. Убаво финале направивме на тие 3 дена. Така што петокот не беше цртан, концерт, а саботата го имавме лани цртаниот. Јон Вардар. Да. И неделата си е финалето со Со арт-джемот, цртањето на сите автори на лице место. Ќе се збориме маца за убавите работи што поминале, маца да ги за луѓе Најавиме. уште одма да најавиме за годинава. Кажи ми, првиот ден Идем. што ќе се дешава? Мала претумбација правиме. Првиот ден ја имаме доделувањето на наградата за македонска стрип наследство. И немаме концерт, него ќе најверојатно тука ќе завршиме таа вечер, освен трибини и разговори со сите гости, ќе се вратиме кои се гости. Повторно ќе имаме цртан филм. Немаме од Македонија, зашто пак е спор процес, лани го имавме нашиот. Среќа гостинот од Србија Алекса Гајич е голем уметник кој што работи на многу различни работи. И една од тие е неговиот Технотајс Едит и ја цртан филм, кој што ќе го имаме. Сега баш што ме праша дали Ивица ми спомна, дали да го преведуваме или не. Па се тука нешто ќе треба да видиме што како би било, ама и да не го преведеме. Повеќето од нас, не сите, мислам дека разбираат и ќе го разберат. Че на српски? Да.
Добро. Освен ако нема странци што не Освен Така разбираат. што Gen веќе Z, веќе ако не разбираат го напомена српски, едниот да. гостин Алекса Гајч, што би кажал за тие што не го знаат. Тој е таков сестран уметник што сакам луѓето да ја дознаат, да го дознаат неговото размислување, класика, нели, out of the box фразата да ја искористам, затоа што кога работи комерцијално и за издавачи си ги следи правилата кои што се наложени, но кога вади своји авторски дела, дозволува многу кршење на границите и можеме да учиме како се размислува, како се вади нешто ново. На краток пример, пред 20 на години начекав стрип што се вика У штрафовима, во штрафови, и измеѓу картони, претпоставам како начин за да не ти е голем финансискиот трошок да ги направиш, испринтано сето тоа, и споени картони со штрафови, така што немаш лепак или нешто, туку ја вртиш буквално вака книгата, држејќи ги штрафовите измеѓу. А сега актуелни му се две изданија кои што се викаат Горња книга, Долња книга, горна и долна книга, а вториот дел е лева и десна, така што начинот на отварање, тоа е тоа што не мора да одиме со клишеја, имам албум и вака ќе го извадам, туку идејата може да биде презентирана на многу различни начини. Значи, оние ја адаптира деветата уметност на многу по... не знае дека што има луѓе ова вака што го прават. Многу браво. Тој дел го акцентирам затоа што, цртачки е феноменален, у политики забавник е преку 30 години, домашен илустратор, не знам сега домашен дали е зборот, ама константен би го ставила. Франција, Америка работата, Србија исто е многу активен на домашни издавачи, така што овој дел е нешто што сакам и на него да би го замолил да го сподели малку подетално затоа што фестивалов уствари и секоја година и оваа гледаме да е насочен не само кон посетителите, него и кон младите автори. И овие информации се надам дека им се поинтересни отколку вообичаено ова направив. Мајндсетот да го осетат дека во уметноста не треба да ги имаме границите и строго ограничените правила, дека мора секогаш да бидат почитувани. Со него би го, сега да се надоврзам веќе кога сум кај гостиве, би го спомнал дека доаѓа и Владимир Весовиќ оваа година. Лик кој што преку 30 години одржува стрип школи во Белград. За разлика од ние кои што имаме таргет кај средношколци, неговиот таргет се и повозрасни, односно ги спрема многу од нив да бидат спремни за пазарот надвор во Европа и во Америка. Многу оригинален надимак му има дадено во Србија, добри дух српског стрипа го викаат. Така што и он има едукаторски пристап, може со него да имаме, тоест не може, планираме да имаме мастер клас споено со работилница, така што неделата ќе ставиме повеќе простор за талентите да можат да дојдат да разгледаме портфолија, кој што да поправи, такви некои насоки. Така што од двајцата гости што ги набрав до сега, најбитно ни е тоа, да успееме дел од нивното искуство да го пренесеме, да видат луѓе како се работи со години, дека трудот кога тогаш излегува на виделина и мотивацијата да ја задржиме да продолжат да работат. Смееш да кажеш кој година ќе земе за... Како се каже наградата? Македонска стрип Животно дело? наследство. Да. Смееш да Има кажеш? разлика, да, смеам, наскоро ќе објавим, ама може и да излезе пред емисија, така што и да не е, тука негде сме. Е, ексклузива. Годинава е Никола Гелевски, кој што е стрип сценарист и уредник на многу изданија, како Лифт, например, кој што излегуваше во период кога у Македонија немаше комерцијален стрип, или мини беше скроз на маргините. Лифт се појави у време кога стварно требаше да има нешто печатено кај нас, иако повеќето стрипови се поалтернативни таму. Јас и Здраве имавме среќата и често да првиот објавен стрип да ни е во Лифт. Иако малку ние по-комерцијално пристапуваме и ни двои од сето тоа, ама многу ни е мерак кога првото ќе го добиеш
во раце. Првото издание е првиот стрип што поинакво е Драшта меракот кој ќе го имаш испечатено. Како сценариста, мислам, Наци коментен на еден долг серијал кој што го работеа со Ацо Станковски, како уредник имам стои позади многу изданија, дури како преку окно, знам дека организираа дополнително конкурси за стрип, поддржуваа многу млади, така што тоа што го има позади него многу го цениме за сцената во Македонија да е стигната до кај што е, како што и претходните тројца добитници беа, според мене, стварно правилно избрани. Ова е комплетирање на тоа и уште близко иднина очекувам уште со 1, 2, 3 од авторите да ја заокружиме целината на ликови кои што оставиле белег во македонската стрип сцена. Ја лично не го знам човекот, но многу ми е драго што ќе го запознам таму, пошто мислам ги знам работите што ги има направено, ама не го знам лично, така да вау, и мислам дека стварно заслужено е ова, пошто не е наградава за нешто што креирало Даспен стрип, туку е нешто што креирало за стрип и тоа е многу добро. Сите досегашни добитници баш тој дел би го акцентирал. Еве, ако почнеме со Димано, нека му е лесна земјата, тазе пред некое време почина, може нема толку изданија како уредник, ама има многу ученици на некој начин, односно стрип автори кои што даѓале кај него на совети. Тој дел мислам, не можеме да го занемариме. Не е само тоа што го творат и да го видиме. Поголемата слика мене многу повеќе ми значи, зашто друго е индивидуалната работа, а кога сме во ваков ниш, да го искористиме како термин, на некој начин стрипот може и да е ниш во нишот, нишката на македонски да го крстиме. Да, така што секоја плюс промоција, секој простор кој што дава на повеќе луѓе да се подобрат, да се надградуваат, треба да биде ценето. Апсолутно. Јас се фасцинирав, до тогаш не го знаев едно интервју на Дибано, кој што го имаше дадено за не можам сетна како беше на ТВ Сонце нешто беше програма, една емисија за него, колку екшели има направено за домашнава сцена и домашнава историја. Значи, кога збореш онака со горост за историјата, за дека не отишол на еден месец за да го заврши стрипот, за вау. Голема легенда беше Димано и мене ми текнува дека на некој начин со солзи од очите кажа нема да го довршам Александар Македонски стрипот кој што, како што спомна, и негова македонската историја му беше двигател за да стигне до кај што е. И не само дека е цртан, буквално истражување, материјали, купишта книги, баш тоа посветено, детално, професионално, а на страна тоа што кога сме растеле сакале некеле, многу од неговите цртежи ни биле пред очи, дали преку изданија од лектирите, дали од Наш свет, дали од Макс Стрип, стриповите негови. Така, ми се свиѓа дека еве и од помладиве генерации до пред некоја година одеа на совети кај него. Тоа ти кажува колку големо срце имал да помогне на сите. А од друга страна ми се свиѓа и што еден од построгите, кој што се трудел да изгради па и подобар квалитет. Ја мора да кажам, јас за нијанса сум помек, затоа што ја гледам да се изгради сцена која што е на пак мала групација, а не одиме на строг квалитет. Зборам се конкретно за нашите школи и работилници и работата со средношколците. Така што неговата строгост треба малку да ја поднаучиме и ние. За ова време, не време. Треба малце поише строг. Сега сме некако меки веќе во последно време. Кажи ми други работи, што ќе има? Еве го загледав плакатчето кој што е од пред некој ден кога правевме загревање. Имавме убава навика и годинаве и лани на загревањето за стрип-трип. Тоа се посебни настани каде што имаме презентација од гости уметници. Го представуваме
плакатот во живо пред да го презентираме на Инстаграм, Фејсбук, така што ова беше испечатено пред да го пуштиме во јавност. Автор е Марко Марковиќ, кој што заедно со Војдан лани победија на конкурсот за стрип на Стрип Трип. И веќе втора година поред имаме навика на победниците од конкурсот да им понудиме опција да ни нацртаат плакат за наредната година. Градиме мостови меѓу фестивалите, така што годинава добивме феноменално илустрирано дело од Марко. И од друга страна паме Бендиса што е задржан на некој начин маскота, да го крстиме, на Стрип Трип. Ликот кој што го креираше Гоце за првиот плакат, Сатурнко Свемирко или како и да е, се уште нема име. Така што ќе пробаме годинава да го направиме ова и во сцена. Глумецот да ни биде со Сатурн на глава. Да се шета така низ МКЦ. Па не, на неговиот дел, сепак кај сцената ќе биде со планети, нешто ЕСФ, во тој... Веќе почнувам малце и повеќе што треба да откривам, ако не, нема зињан. Додека не ја видам, не Да знам како беше ќе у биде. Марвел, брат, сега ќе добиеше бан. Не, ќе бев Том Холанд ќе бев. Ја мислам дека него му ги пушта на рочно Намерно, да, Ти си најмал, ај со тебе вака ќе правиме. Најмал си, најубав си, најуше те сакаат. Спајдермен си, ќе ти ги даваме кои. Да, добри финти правеа, модерни за фиканци. Подсетија- Ова не беше таква намера, ама ете полека ги отвараме. Првиот коцките. дизајн беше така маце галаксија нешто стил. Слично го имавме Сатурнково, истиот карактер, Свемирко се едно, кој што у позадина имаше некои летечки коли, напред некои девојки, проблеми, нешто опасности, некои ЕСФ тематика. И ја задржуваме годинава, функционирам, до сега реакциите за постерот се фантастични. Самиот постер е фантастичен, лесно е да се дојде до тие реакции. Вториот беше Конад на моторче, на Веспа. Тогаш ги имавме италијаните како гости и буквално Конан како слободен лик можеше да... Тој период негде мислам дека му истекоа правата, па дојде таква зафрканција да ги споиме, функционираше преако, дури неделата на тој фестивал со Веспа дојде амбасадорот од Италија и ја ме вика да бидам у пакет со постерот, па него сликав тој ден, угужите, ама. Како го јака. Може ли да се чуеме со амбасадорот од Италија? Веспата да ме поземе во 5, 6, 7 Си отиде пред година и пол, имаме нов А амбасадор. Веспата да не остаи тука. Не знам. Ама сега дај некој спейсшип да ти најдеме, сепак Да може некој. тоа беше пред 2 години, Веспа сега си барам, бе. сега Не, сме бе, со спейс. планети нешто тука. Не, бе, ќе Дюн, летам горе. Не, бе, ја доле вака ниско. Југото да му ставам крила да го Абе, преработим. не е за кола муабетот. Еј, За Веспа е муабетот, за Муабетот, моторче. Да, она баш Веспа збориме. Не мора да иде Веспа. Томас Чедло ќе заврши работа за 5, 6, 7. Апенк. се слушам многу да го ми браш. Ми текна се на муабетот од пред колку е 2,5 години со првиот хонора Југо што си имаш купено. Капетан Тоа ми- Грейт. Да, тоа ми текна се на муабетот. Пред 3 дена на Facebook во нека ретро ризница група видов статија од пред 7-18 години за Капетан Грейт и викам чим влеговме у ретро групи, Добре. тераме на кај стари. Тоа ми мене детство, така да. Едно прашање, мајци, вториот имаше? Да, Со Конан? да. Има Само ли? мислам, ти не знам, ја Ја најискрено немам, да, ти може да имаш. ја мислам Имаш дека да? имам Мислам 3 дека имаш имам, од ама трите. Не сум сигурен дали... Да, од првиот неам. Една од идеите затоа за што- оваа година беше да се направат и мајци на претходните дизајни, затоа што претходните години одевме со минимум бројки, не бевме ни финансиски спремни, неле сите тие пропратни работи. Здравје, ако се подсредат некои ситници, може да го направиме тоа. Ако не, минимум ќе гледам нешто да имаме бројка од годинешниот постер. А ако излезе истото и на нас ни фалат, го спомнавме дека можеме да ги извадиме, да ги имаме
назад трет. Ја ќе си купев и од првиот, ама не ми се свиеше принтот што беше постеров и беше на цела мајца и потеше тоа ептен. Да, И да. ради тоа За во не летно го време. Па и Конанот е сличен. Да, ама не е на цело вакво, па за да Слична те големина беше. Аха, да, него Да, го имавме пак и има сечено. код делче Точно, не беше А4 залепено, ми текнува во прав си. Вториот и третиот беа вака сечени. Овој беше Знам дека имаш Да. маечка од вториот, пошто има видеа на Инстаграм може со таа маечка и си имаш појавувана на подкаст. треба да ја побарам дома. Тоа беше веспата многу јако, трети лани. Да не завршила за перење Не. стаклот по дома. Сигурно. Ретко давам мајци Без да те прашаат зборам во Ако ти се случај. верува, мајци чувам од многу одамна. Така Од да, девојче говориш. ако ми значи нешто Од Run DMC. мајца, ја чувам, ја чувам, имав мајчка, имам Како не? од Супер Хикс, графити бој кога си ја имам, мала ми е и спокината ми е се, не е стајана за крпи, си ја чувам. Зато имаш наследници, па за нека година они ќе ја носат. Они ва кажат, леле, тато мајцава, Ете. Третата година постеров со Дейвид Боуи ми беше фантазија. Да. Значи полудев кога го видов. И таму исто Страшно направивме. Претходната година победи Иван Аврамовски. Да. И имавме 2-3 убави скици од него, имавме за избор, ова ни функционираше најдобро и за постер и за мајца, феноменален бови добивме. Така што си легнуваат работите, веќе имаме и рутина, здрави ќе видиме годинава кој ќе ни по... Добре, мислам дека, се не сум точно за бројкама, ама 44 стрипа стигнаа за конкурс. Стрипови. Не објавени Так. во Македонија. Тоа ни беше еден од ретките услови, така што многу ми е драго премиерно да ги представиме повеќето од нив. На тема конкурси додадовме оваа година и втор. Значи полека, значи степ бај степ се зголемуваат работите. Така што имавме конкурси за стрип корица, темата беше креира го твојот еко херој. Сакаме да го зголемиме универзумот на Тим Еко, така што здравје победниците од тој конкурс планираме да ги вметнеме во некој од наредните епизоди тие карактери да заживеат и во стрип. Таму е уште отворен конкурсот, не ја знам финалната бројка, ама тоа што до сега го видов, толку многу мерак ми направи како еден од луѓето што се дел од тој универзум што го креираат. Убаво доаѓа кога ќе видиш другите како реагираат, како ги прифаќаат, како се надоградуваат на основната идеја. Така што, например, не се спойлери, некој да има моќ на пау, некој да има моќ на, не знам, на облека, на богомолка. Им отвараме мали насоки дадовме за да дозволиме нивната креатива да ја осетиме. И успешно е, баш некогаш и толку треба потурнување, насочување, а не строга контрола. Така што многу позитивно гледам и на двата конкурса кои што ги организира фестивалот Стрип Трип. Само се наврзам секунда на постеров, кога го видов овој постер. Абе, брат, не знам емоцијата што ја добив, вреска, се враќав од мислам дека од снимање се враќав, у кола возев на дома. Мило. Не возете и гледате Инстаграм и такви работи, но само што тргав. На црвено, На црвено. црвено. Семафор беше. Жиме се на црвено, сварно беше на црвено и ти праќа војс. Или Да, или да, ти ја ти признам често добивам војс од кога Да. возиш, така. Леле каква емоција добив од постеров кога го видов. Ова е Пинк Марко. А? Пинк Марко. Секоја чест за инспирација Марко. од како се вика смак ќе кажав, Crisis on Infinite Earths и X-Men инспирација. И фразета елементи и се, значи не е фразета, позицијава те сваќам дека е позната, ама толку добро функционира. Толку ликовиве, ако немаат лице, имаат карактер. Тоа е тешкото да се достигне во тој дел мора да го пофала. Ја би сакал Марко да направи уште неколку панелчиња од ова. Нешто
поише да се спои. Дај Тешко Боже, за овој плакат посвети многу време, затоа што по различен стил на боење одбра, по-захтевен, по-детален, по многу посветеност, што не е мала работа и стварно јас сум благодарен секоја помош плюс, а посебно кога ќе излезе вака професионално нешто. Така што колоров, еве на страна само цртежа, колорот му е бомбона. Страшно. Мислам, страшно добро. Но колорот е тоа што ме пали. Мене плюс планетиве, Сатурн, кирка му, девојка му, жена му, што и да е ова. Оставаме на читателот да одлучи што му е. Ја предпоставам девојка вака. Да. Може да можеш фалерка. Па не знаеме. Има вкус Сатурнко, планетко. Може е Headhunter, па Да. она му е Да. ловот. Може и тоа да е. Стрипаджи сме, проблем ли е за Bounty приказните Hunter. Да. За конкурсите. Мене конкурсот за што е првиот си е страшно добро, пошто им Со дал... самураите или за стрипот? Не зборам за конкурс, за првиот конкурс за обичниот за стрип. Да. Значи, луѓе треба да не да нацртат еден панел или нешто, туку цел стрип треба да си направат. Да. Тоа е фантазија, што они прво ќе се поможат малце да смислат приказна, после да ја нацртаат, да ја обојат, да ја средат, тоа е фантазија. Значи, Ми се свија дека го спомна тој детал, затоа што стрипот не се работи во еден ден. Мислам, не дека не може. Ќе спомнам 24-сатното цртање стрип што го Да, организиравме. тоа го имаше. Бевме дел од балканската дешавка, така што и во еден ден се стига, ама пак нели стрипот е медиум кај што бара убаво да се размисли приказната. Истото една од битните работи кои што пробуваме да ги научиме децата на стрип школата е од ти што го потенцираш. Бидете задоволни од секоја фаза пред да продолжите на наредна. А секоја си бара посебно разгледување, дали е приказната, дали е комплетна, дали е издржана, дали сите ќе ја разберат. Како да ја објасниме ако не се разбира. Па потоа молевот дали е правилна позицијата, раката, ногата, телото, скицата. Па од која молевот ќе ни е зелен тушот, колорот, така натаму, така што да. Затоа пробуваме негде јануари да го објавиме конкурсот, за да имаат време до мај да ги нацртаат делата. Але посветеноста се осеќа кај повеќето. мене ми се допаѓа за овој стрип, го најавивте на 1 јануари, 2 јануари нешто? Нешто ептон беше почеток на година кога... Сакаме и многу порано, ама Не, тамана нова година, мислам. Да. И оваа година, како и претходните години, Бункер покрива 3 од наградите. Со тоа што фестивалов додава награда плюс Гран При имаме оваа година како бонус награда. Да, иако не го шириме многу надвор, и лани и годинава почна да ни стига дела од Балканот. Без да го ширите, што е многу добро. Тој детал Тоа ме е многу изненади. предобро. И свативме дека ако нас главната награда ни се вика македонска стрипинина, која што не планираме да ја смениме, дека ни недостига Гран При. Во превод, секако македонец си ја добива македонска стрипинина, а Гран При е отворен за сите кои што се во игра. Така што ете околу спонзорите кои за фестивалот, за конкурсот во случајов. А за вториот конкурс ми е многу добро што треба луѓето да се потрудат прво да ги прочитаат Тоа. доколку сакаат ти меко стриповите, Тоа. а треба да ги прочиташ пошто стварно се добри. Плюс и ги имаат и на веб бесплатно, иако повеќето стигнаат до свој примерок за или поклон или за символична цена која одеше за хуманитарни цели, така што вториот конкурс Ти меко е простор за креирање на карактер дизајн првин, а вториот дел е илустрација и корица која што ќе функционира, така што бараме креатива, а не само копирање. И таму имавме среќа Екосвеска кој е издавачи на албумот, до се излегува 3, а сега уште 2 епизоди ќе излезат наскоро. Излегува пресрет и се понудија тие да ги покријат наградите. Решивме да немаме прво, второ и трето место, затоа што сакаме трите да се осетат исто вредни и затоа ги поделивме трите да имаат награда по 6.000 денари.
Така што и тој дел е мотивирачки, ама мислам дека дури некогаш си викам, па ние и да не знаеме цени, пак дека просторот да ги покажат своите дела е на некој начин награда, цените, сумите се дополнителна мотивација. А зошто го спомнав ова? Последниве години приметив нови автори, кои што се под 30, да речеме, и одвај чекаат да се случи некој од настаниве за да можат да ја споделат својата креација. Океј, сега има Инстаграм и Фейсбук, ама сепак, кога ја споделуваш со по-правилен таргет, фидбекот, коментарите и критиките имаат друга тежина. Така што многу ми е мило кога гледам нова свежина на автори, како влегува у македонската стрип сцена. Тоа е фантазија и плюс директно таму ти е уживо да го видиш, можеш да си направиш муабет одма точно да ти покаже што мисли, како мисли, предвози едно друго. Секогаш е побаво маца на фестивал, мислам пред жива публика да си го прикажеш да добиеш критика или пофалница за тоа што го правиш. Тоа што треба да го кажам за вториот конкурс е што сега живееме во свет кај што суперхерои има милион, ама имаш прилика и можеш да креираш нешто што е твое, нешто што онака со години си го мислел, си го сакал да го представиш, и вака го представуваш и доколку е доволно добар, директно може да влезе и у тим, што е предобро. И тоа тим кој што е наменет за подобрување на светот, као не е обичен херој да се тепа со вонземја или нешто друго, туку е тим и херои кои што се борат за чување на средината, начин на живот, подобро, едукативен момент има и тоа е тоа што највише ми се допаѓа. Мора да те надопомам со муабето дека ние добивме многу голема креативна слобода за креирање на целиот стрип тимејко од издавачот Екосвест. Нивната насока што сакаат не беше толку строго да имаат контролирано што мора да биде како нели издавачи, и тоа ни даде простор да креираме универзум, да не одиме само со еден, двајца, тројца јунаци. Со заклучување на оваа 5-та епизода, која што денеска ја пратив на принту на водници, така да кажеме, Здраве како сценариста и цртач покажува невиден напредок, одвај чекам да ја видите, но додадовме и колориста на целата приказна, Иван Најденовски, и веќе имаме светски производ, кој што муабетот, сакав да го финиширам, дека тек сега во овие епизоди се гледа колку е голем тој универзум, колку многу херои има во таа групација, така што мислам дека бројката веќе е накај 15-тина креирани херои, а минимум 3 следат од конкурсот кој што ќе се додадат, така што ако продолжуваме со епизода 6-7 Здраве Боже, сигурно до кај 20 ќе се стигне таа бројка на супер јунаци во македонски екострип. Сите три би влегле у тимот? Кои сите три? Од конкурсот? Па да, зашто да не? Браво. Затоа и не сакаме 1, 2, 3 да ги делиме, туку 3 подеднакво вредни награди и 3 подеднакво. И предпоставувам дека и повеќе од 3 ќе има квалитетни карактери, барем од тоа што го видоветува. Ако има можност, зашто не на сплешарица да додадеме у позадини дел од другите кои што не добиле награда, а да влезат во тој свет, чисто и ние да направиме респект за тоа што некој не испочитувал на конкурсот и креираат нови јунаци. Ајде, предово да давам и теби на Тим Еко. Пробај. Знаеш како што Boys имаат Gen V, помлади генерации? Посебен стрип само за овие помлади. Океј. Сега ми дојде така. Лајно, тоа отвара видици. Здраво, Тим Еко. Здраво. Не, стварно... Здраво, Морковче. Да. Ама може и помлади верзии да направите од нив. Сите што ќе ги добиете, мислам, повеќето што ќе ги добиете,
да направите како Gen V, како Да бе, као New Mutants, што да е. бе, да Teen Titans нешто тој стил. Те пратам. Да. Многу слична тема, се малку ќе мрнам на страна од Тимеко. Ни беше годинешнава стрип школа, трета година поред во склоп на фестивалот со Здравко ја раководиме таа школа. Лани и преклани стигнавме до 70 нешто табли стрип од млади деца, средношколци ни се таргет и годинава пробуваме некоја слична бројка, може и денеска треба да ги скенираме, па да видиме колку вкупно излезе. Зошто сакав да сменам? Првите години им давме малку слобода, оваа година решивме да ги споиме во еден универзум, тој детски стрип да биде целина. Сега, сепак работиме индивидуално, секој си работи свој стрип, не сме како во издавачка куќа па да мора да се наликуваат. И како сето тоа, мислиме како сето тоа да го споиме и да функционира. И решението ни дојде дека постои еден голем проблем на глобално ниво. Првиот стрип ни е само вовет кој што ни ја наговестува работата, следат да речеме 10-14, не знам точно колку ќе излезат, кои што се случуваат во исто време и сите од прилика некако ги снемува во стриповите. Не во секој, ама нешто ги зима, некако ги снемува, за на крај да изградеме академија. Сега неаме, не знам дали со сигурност ќе ја крстиме уште, сега ги мислиме ињата, едната ни е како МАСС скратеница, МАС да ни биде, Македонска и асоциација за спас на светот. Така некоја груба, ама не ни е дефинирана. Оставам простори кај младиве, они исто да нудат идеи и предлози. Така што така направивме начин да ги споиме сите нивни приказни, да бидат во една целина и сега здрави ќе видиме финалето, например, може да се деси, сите се појавуваат на едно купче. Во прва година нема време да поминат низ академијата, пример кај Аманда Волер која би ги собирала. Сега ние немаме толку време, тоа може од наредната година веќе да биде изградена, ама дека сега и тука ни треба импровизација да го спасиме светот, таков начин одбравме за годинава. Нешто тој стил? Мајње виш. Ама со херој, не со антихерој. Па има и антихерои овде, има. Оставивме годинава простор, а многу детално ги поминувавме со дечкиве од школава, со средношколциве, да ги креираат нивните херои. Дали се антагонисти, дали се протагонисти, дали се луѓе или чудовишта или какви да се битија. Не го менувавме тој дел и ми оставивме слободата, но гледавме како да ги споиме ова амалгам на сите работи, ни дојде дека ни треба некоја академија и затоа така пробуваме да ја извозиме годинава. Здравје, ќе ја презентираме на фестивал нивнава работа, нашата поддршка и насоки. И од јануари до мај истеравме многу убава дружба, мора да кажам дека сум пријатно изненаден од групата која што имавме годинава, и лани и преклани имавме супер деца, но годинава е некако многу по-стрип насочена група ни се погоди, така што и додека тераат часовите е многу лесно да работиш со деца што сакаат стрип. Ја тие 2 сата и кусор додека сме во НВ центарот во МКЦ, не приметувам кога поминуваат. Дај насока, седнуваат работа, дај идеја, седнуваат цртаат. И само гледаш кој што нешто ново ќе извади, одвај чекаш да разлистаме меѓу себе да се пофалат. Така што ете малце да ги пофалиме и дечките кои што ни беа годинава на стрип школата. Добро, деца имаат под 18 години, знаеш ли за нив што е тоа? Многу За мене ми го правиш филмот, а не па се надева. Многу ми е важно дека излегува печатено издание. Како што кажав, јас го памтам моето чувство кога излезе нашиот прв стрип, а овие години го гледам во нивните очи сличното. Предпоставувам дека на повеќето им значи, не дека се тој ќе им ја смени кариерата, ама секоја поддршка во креатива за млад човек му дава простор да размислува за уште креатива.
А тоа е многу битно кај нас. Јас лично сем да се заборам тебе што ги објавувате на неделна база како ги кажеш домашните тоа да. Нешто интересно, не им ги задававме ние домашните, најоригинален начин направивме годинава. Секој од нив се запишува лик од литературата беше насоката. И секој час еден влечевме, сами си влечеа домашна, така што не ја задавав ја у наводници, ама функционира како нешто. И дека се нивни предлози, повеќето им одговараа, ама сакавме и малку да ги извадиме, не дека сите ќе се да ја прочитаат книгата, ама да дознаат нешто плюс. И тоа исто ми е многу битно. Затоа ги имавме, например, Дон Кихот и Санчо Панца. Од друга страна, прати какви различности. Итар Пео и Насрудин Оджа, например. Моша Пијаде. Тоа исто извадивме феноменални дела, зашто им дав простор да размислуваат и како херој, не само како историски лик. А најмногу добри резултати извади Spider-Punk од Spider-Verse. Темата им е најблиска, цртежите беа лудило. Така што на убав начин пробуваме дополнително да ги натераме да цртат и да читнат нешто плюс. Тоа се спомнам што сите тие деца буквално сите имаат различен стил на цртање. И тоа е колку отприлика деца за? 15 15 и 15 различни стилови имаат сите. Spider-Punk е апсолутно едно од најдоброто. Ама мене што ден денес ми остана у мисла за Михајло Пупин, кога имаше еден Михајло Пупин у ВЦ. На англиски си прави Пупин. И тоа... Епа Иван е истиот што има стрипи со вас двајца од лани. Чисто да ти ја направам спојката за тој Пупин. Ајде ти. Хуморот, значи, му е присутен во делата. Од него очекувам добри хумор стрипови да има. Фала за оваа пофалба за децава, а тоа ќе го надополнам со тоа што оваа година не исконтактира и од Босна за да ги презентираат детските стрипови кај нив во Парабелум Джуниор, ако не се лажам. А баш со Михајло Пупин периодот и Елит на креативна верига изданието, сигурно ви има излезано. Електронски формат излегува. Во најновиот број пред 2 дена стигна линкот каде што баш ја презентираме работата на школата и децата. Тоа сакам да кажам, нивниве дела пробудија интерес на 3-4 места во нашиот Инстаграм што го споделуваме, а тоа само е потврда за правилната работа, еве вака да ја пофалам на браво, тие дечки има само нека цртаат. Дај Боже. И овие и постариве цртајте, ама тие млади дечки имаат светоини напред нив. Малце се навратиме на фестивал, значи што ќе има? Ќе има изложби како вани, што се фантастични, низ цел МКЦ што ги имаше, посебно во изложба зоната. Што друго ќе има? Подкаст од Дебели гикови ќе има. Под гости од странство ни остана да го напоменам Бобан Пешов, италијанец со македонско потекло. Наше. Македонец што живее во Италија и работи. Тоа треба да го прашаме Бобан како е поточно. И двете се точни. Збори македонски? Да. Комунициравме, го промашив пред некој месец во Скопје, но ми стигна неговото дело. Неговиот стрип беше еднаш на истокот, ако не се лажам. И би требало Бункер да го преведат на македонски и да го имаме како промоција на фестивал. Италијанското издание на стрипот, оригиналното, тој ни е третиот гостин што го планираме. Може да пратила да не да учествува да не. Не, ова е од специјалните гости, не ни е од конкурсот. Негово издание на италијански годинава растури во фестивалите низ Италија, на фестивалите во Италија, граматички да пробам да... Сам на себе лектор некогаш се обидувам да си бидам, не и се. И директор. Феноменално издание кое што е лично приказна за неговото патешествие во 90-тите и војната на Балканот, преку сите проблеми, граници, Србија, Унгарија, стигање Италија, па после 10-20 години како се враќаат назад
во помодерно време, во самиот стрип ги гледаме оние старине трафики што беа низ Југославија, во денеш бутките сега ги нема. Па некоја куќа во 90-тите што е нацртана кога се враќа, ја гледаме во друга, истиот кадар, значи од 20 страни предходно, ја гледаш во друга руинирана состојба. Многу е јака приказната, иако ја на италијански читав и мојот италијански е регјав, ама се снаоѓав и секако на македонски ја препрочитувам и по втор пат, но ме допре, тешка, длабока, искрена приказна е реткост во последно време. Во авторски стрипови знае да излезе, во комерцијалните нема нели голем простор за неа, затоа тој дел го потенцирам, вреди нешто вака да биде проширено повеќе. Визуелно е пресладка, преубав цртеж, многу прифатлив за око, го влече вниманието неговиот цртеж. Имавме дури идеја и една од сцените да пробаме на фестивалов, но тука имаме некои кубурења со буџет, па не знам дали ќе имаме втора, трета сцена како што би сакале. За сликање? Да, јас како што беше со Дилан Догот на 3D наводници, сакавме нешто во леери, па напред кола да има, позади будка, куќата у позадина, но здравје за сега такви идеи ни се на пауза. Дилан Дог со сега познатиот еден човек. Да. Антонио. Тогаш имавме две сцени, Ташковски. едната како собата, каде што беше Антонио, и една имаше репродукција на реплика на првата корица од Дилан Дог, каде што стоеа волонтери со црвена кошула и црно сако, и може посетителите да се облечат, да застанат во сцената со рацете зомбиевци што им излегуваат, да си ја направат најпознатата прва корица на Дилан Дог, односно биде и ти Дилан Дог ни се викаш. Такви мали работи го прават овој фестивал да е голем. Пробуваме годинава таква у наводници мала работа. Не е мала работа. Не, Се е ама- тоа да Сега да направиме кажам некоја тоше. соработка со Cineplex и нивните гаджети кои што ги имале низ годиниве на филмовите, да ги презентираме на фестивал, да имаме едно ќоше со така што тие идеи ги има секогаш, значи многу ни се у фиока или многу некогаш ни се многу скапи, зашто сите кубуриме жонглираме со буџети, или се тешко изводливи па стојат на пауза, или не знам, или ги реализираме, а тоа е најдобриот дел до сега, што имало многу такви сладки мали деталчиња кои што ги... Например, еве се за фраканцијата над Хемичо мора да ја додадам. Не ви давам, вика, стрип за тоа изложбите, нели, на битолски акцент, кој што се Мора човек! Ама ќе ви давам стрип за внужник. Така што ако доаѓате на фестивал, поедете, измочајте се, ќе имате плюс стрип да прочитате. За внужник. Ај, колку е јако, брат. Увецињата да ги оставиш. Па тоа, Така? залепен еден стрип, не е да го оставиш, туку стрипот го читаш додека си ја завршиш работата и си одиш. Ја викам, треба проверуваме од време на време да не ги снемува, па да ги Да. презалепуваме. Да. Ама нема врска и да ја снема баш сладко. А, знаеш да ги да лепите на вратите? Па не сме дефинирале како ќе биде и Мичо не ни го шолјата, дал бе? форматот. Па се зависи колку време имаш, дали си за прва или втора. Па и таму и таму. Па не сме дефинирале, треба да видиме со Мичо како му е планот. Имаше во не знам во странство, во не знам кој кино, извини. Да. Во вецињата имаше екран од филмот го имаше. А, да. За ако идеш да не испуштиш нешто. Ја баш еднаш ка прашав дали ние можеме додека одат трибините во кино Фросина да имаме звук низ МКЦ, ама е незгодно зашто надвор сакаме да има диџеј, ваму да има подкаст, се мешаат, си сметаат. А иначе тоа многу убава идеја. Замисли онака кај да си во МКЦ да ја слушаш, да го слушаш предавањето. Пошто пак ќе се навратам на моето. Нас ни е побитно искуството да го споделиме. Да, гледам и да има и забава за посетители и се до тоа, но додека имаме автори кои што се волни тоа да го пренесуваат на младите, секогаш ни е прв акцент на таа тема.
Тоа сватив дека кај вакви фестивали, мислам уопште и конференции и све, мене ми е најтешко, брат. Надвор се сите за дружба, овде има мастер класи, што да Се фатам? сакаш да фатиш, Се сакам да. да фатам, горе има Да. уште едно предавање. Мислам, не сакам да кажам дека не е лошо направен распоредот, туку сакам и да се дружам со луѓе што не сум ги видел, ама сакам и Клонирај и се, Бобан да дружаш. го слушам. Да, клонирај се. Клонирај се, знам, ама па тоа е убавината на фестивалот, Апсолутно. знаеш. Иако ние правиме баланс на станите, ама не физички е невозможно само еден да имаме, зашто има многу луѓе што сакаме да пренесат знаење. Има многу луѓе, дали е цртан филм, дали е мастерклас, дали е работилница, дали е финалето кај што ги собираме сите гости, па и тие што не се годинава презентирани, седнуваат и цртаат сите заедно. Лани беше многу сладко во холот на МКЦ, се направи голем круг и мислам дека многу често додававме маси непланирано, затоа што ќе дојде уште некој, ќе дојде и да не е најавен, е добре дојден. Јако беше. Надвор е многу топло, барем тука ладничко убаво. Ќе видиме оваа година као што сте нема да биде многу топло. Па не знаеме за 5 до 7 јуни Чикаго, веќе. А, не, од кај нас знам брат. Не, мисля да немаш Лани прогноза. беше Најчесто е жешко Лани беше според пекол. претходните години. Пекол беше не се Лани по 4 мајци свеневме од што беше топло. Да, па и полани. И по они да. Сега, тоа беа гостите од страна што ги набројавме до сега. Секоја година задржуваме сличен концепт, представуваме 9 македонски автори, како деветата уметност на стрипот. Освен Никола Гелевски, кој што го спомнавме претходно, годинава ќе ги имаме и Тони Атанасовски, Атанасовски, не се, Методија Стојановски, да, сега го пуштивме, Димитри Балојани, Ивана, требаше списокот да си го земам, убаво ми спомна. Беше списокот да си го земам. И тој Таки нов Гаковски ми е мерак дека ќе го представиме и Браво. неговите манга изданија за не е за карате. Они знам дека е со Буџикан се не сум сигурен дали тие стрипови се поврзани со Буџикан или со која боречка вештина. Може да е Буџикан слеш кунг-фу нешто. Може да е. Така нешто. Ќе ни објасни за Апсолутно. тоа е фестивалот. Белки Саксу од Турција ќе презентираме на изложбата и со неја комплетираме странската гарда. Таа е авторка која што живее у Скопје, а работи за турски пазар. И уште некој, мислам, од македонците може да ми остане, ама еве деновиве ни е ред сега да ги најавуваме на Инстаграм и на Фејсбук, така што ќе дознаат луѓе во кои се доаѓа. Ја имаме сличната поставка, 3 изложби низ МКЦ, една е за гостите кои што ни се од страна, една е за македонските автори и третата изложба е за делата од конкурсите. Кино Фросина е за трибини предавања, мастер-класови, измеѓу е сцената што ја спомнавме, која што е многу ни е драго, стрип театар си ја викаме. Тоа е нешто што со здраве кога го размислувавме, насоката ни беше што да додадеме наше да не одвои од другите фестивали. И мислам дека со тој детал правиме нешто уникатно и препознатливо за нас. Надвор ја задржуваме берзата како неизбежен дел и доаѓаме сега до делот со МКЦ клуб, каде што го имаме вашиот подкаст во план и голема групација на заедници од Македонија, дали за геймање, дали за слични активности. Таа меѓусебна поддршка што последниве години ја приметувам дека се зголемува и се шири на многу настани и многу ми е драго, зашто пак после 25-30 години во наводници работење и у гаража што сме имале, ние тек на стари години малку од малку излеговме повеќе од гаража,
А како надополнување, ја гледам младава свежа крв, дека веќе тоа им е рутина и само се зголемува. Ако не се лажам, годинава ќе ги имаме и Зандана, ќе го покријат Dungeons and Dragons делот, Warhammer го покриваме со Воен Чекан, Гандам со Орева и Ган Кру и Пагода. Орова Гандам Кру. Гоблин може да има турнир со Warden Games за Card Games. Тоа треба да видиме со Давид од Комикс оваа година ја преземе иницијативата да ги организира сите тие работи, така што од лани сигурно ќе има една-две екипи плюс додадено за да се презентира работата на момците и девојките што пробуваат да ја расшират гейминг за едницата. Така би го формулирал. Имаш уште некој, се сигурно заборавам. Board Games е нови дечки што се карташи. Ние не сме по карти. Преска баш зборев со него, правев му. Викам, ја ги имам пробано скоро сите карти игри. Еви Magic имаме тука све едно друго. Не сум по карти, ама тоа Ворден што си го прават сега, секој не дава во бейс, е многу убаво и ми се допаѓа што ќе има и за нив, пошто ќе дојдат луѓе кои што се само за тоа хоби, што многу е интересно што ги гледам на слики луѓето што идат на тие работи, не знам никој. Буквално никој не знам и тоа ми е скроз ново. И ќе дојдат уште поише, мислам по-нови луѓе што би било интересно. И ја така позитивно гледам на цело ова, затоа што спојуваме луѓе со слични, не исти, ама слични хобиња, слични навики, па вака имаат можност да дознаат нешто плюс, се надам дека ќе ги заинтересираат изложбите, не само играта, ама секако и тој дел позади гледаме да е вклучен. Скоро секаде на поголемите фестивали Games and Comics функционираат заедно, некаде се и во самото име, некаде не се. Сакаме ние да направиме фестивал на кој што ќе им биде интересно да доаѓаат луѓето, не само колку да помине. И тие ситници го украсуваат, го даваат шмекот на фестивалот. Уште технички вториот, нели, која не беше уште пред 2,5 години на гости, рековме да пробаме малце да направиме нешто видео игри делче. Никако не го направивме. Мене ми текна. Имаме време. Па после Знам што ти 2-3 идејата, години и ама ќе- гости кои што поминаа, ја мислам дека имате доволно контакти од професионалци да ве Ми текна, насочат. имам некоја идеја што ќе ти ја кажам за после за усклуп со стрип трип. Така да може да најавиме дека Нема- 80% може да има видео игри. Не можеме да најавиме, Ама ќе тизнем, тизер. ќе пробаме да издесуваме да има. Ќе пробаме, да. Подкастот лани што го направивме во клуб МГЦ, мислам дека беше малце подобар од аспект од Кино Фросина. Не беше озвучен, што за жал не успеавме да се договориме за тоа. Многу динава би пробале да фатиме луѓе што би можеле да го озвучиме тоа. Не мора да е многу Добро, гласно. технички аспект да. не можам ја многу да ви Да. помогнам, ама Вие ја драги мора да прекратете. кажам дека концептот на двата подкаста не беше ист втората и третата година. Не беше. Затоа што втората не беше фокусот на подкастот, него беше повеќе како гостите и разговорот, а втората, односно ланската година, беше форматот ваш повеќе како подкаст поставен. Затоа и не можеме да ги споредиме видеата од Кино Фросина со МКЦ клубот. Се сев на у МКЦ, у Кино Фросина, кога правевме првиот подкаст на Бина. Таа фотелјата на која што седев јас, толку беше лоша. Изгледав како да имам 280 кила, брат. Значи, како боулинг бол бев. Се надевам дека никој више нема да седам на така. На пластични столчиња. Да, на пластични. Ама убави беа, не беа лоши. И со една масичка бевме. Значи, таа толку беше лоша, ама сепак Пецо си ја среди работата со една камера, успеа два кадри да фати зумирани гости, ние широко. Тоа беше многу убаво дека тогаш бевме многу нови, брат, не бевме Тоа, искусни. тоа. Он до денес тоа е има искуство страв. до денес. Апсолутно.
те изградило Да, како човек. ептено Тоа е Логан убаво. влегувме. Вака маца се вртиме, гледаме дека сала празна и сме као, ај еби га Да, терај. ама другата половина беше присутна. Да. Ај се, оптимист, песимист, дали што полупразна или полуполна. Ја, Салата да, беше право, полуполна. Не ми менеше мене тоа дали Да. салата. Тебе И пуго мене ми беше. беше сладко дека имаше реакција, интеракција Да. со публиката на моменти. Тоа знаеш, и не бевме искусни, не знаевме како да тераме, да ги кажам тераме. Цело време беше ај викни го и немавме договорени гости. Ама тоа беше брат, многу луѓе ни седнаа таа година. Тоа што беше замислата. Да. Тоа ми беше мене, мислам да денес кога памтам сум го кажал, правев подкаст и разговор со Тонио Сан, што мислам се уште ми е еден од најомилените ликови у Македонија и ќе се помочав тогаш на сцена кога беше он со тебе, баш беше и со Самурајот и со Дилан Догу позадина. Специјално ги побарав глумците затоа што ги имавме фотки, ама немавме на камера. Викам, морам да ве убацам на бина. И вајда не ве исплаши, а? Мене ме сплаши. Тебе? Мене само стварно беше тој језив самурај. Језив беше тоа. Тоа беше поентата. Самурај не за џабе самурај. Пошто него го гледаше, тоа беше многу јако. И дека е скриен, не можеш да му ја видиш фацата. Абе, знаеш Со дека пријеска маска, дознавме маска. кој е? Да, Буки е глумец од турскиот театар. Претходно и Антонио ни беше Диландок, така што затоа и ја крстуваме таа сцена стрип театар, затоа што е спојка и на стрипот и на театарот. За тие што не знаат, Антонио е Еден човек. Не, како беше? Не бе, како му е? Не Рике Бандаш другиот, како е? Еден човек? Роки Габана. А, Роки да. Габана. Роки Габана. Да, и многу визуелно личеше на Диландок. Ја многу ме бендиса кога го спомна како опција да го поканиме, кога видов дека наликува. И у црвена кошула кога ќе го додеш, пошто толку веќе асоцијацијата беше лесна. Таа година беше интересно што буквално технички 90% што седнаа таму беа отпоследно или пред и кај нас на подкаст. Седна и Давид од комикс, и Војдан, После го имав Владо Тонио Длак. И па само уште Танчо го немаме на подкаст официјално и леле ми летна паметот. Има уште некој, ама Со голем тебе што дел е се главен поминати. организација. Ивица. Ми летна паметот. здраве беше. Здраве беше. Игор беше, Темков, сите помина. Тоња сам беше, сите бе. Значи уште само Танчо и Ивица не немаат официјално дојде на подкаст, но и здраве и со нив ќе направиме во ете жива вистина. Ете вистина. Жива вистина. Жива вистина. Баш така. Танчо, твоите облаци ќе дојдат кај нас, брате, еден ден. Еден ден ќе се наоблачи ова студио. Леко ќе дојде Танчо, брат. Облаците. Сите голи тука што му се, сите ќе ги закачиме тука. Ќе има да не цензурираат. Или, ако немаш како да ги спреташ, земи само фустани и кажи му, батка, ти ги соблече твоите, ова е остатокот. Втората година, мислам, Ани, беше интересен подкаст што успеавме странци и домашни да викнеме, доста странци имаше. Странците малку беа срамежливи, не знаеа кај доаѓаат. Хрватов, како се викаше, Марко Диешка. Марко, он беше И така цртан, да, сега ми текна цртан. Да, и од него имаше исто ладен гледавме. много. со золошката. Негови кратки имавме. Со зоолошката, да, ја не знав тоа дека уствари е вистинска прича. У кој град беше тоа? Не знам, не памтам. Не можам да се сетам. За време на војната Да. со Србија имаат погодено погрешка зоолошката градини животните Излегле. шетале низ Не градот. знам кој град беше, не ми текно. Можно е да ни помини годинава како гостин посетител и тоа кога го чув и да не дојде, за мене е голем комплимент како организатор на фестивал да чуеш дека сакаат пак да ти се вратат гостите од странство. Мораме од технички аспект маца да го озвучиме, пошто го приметевме ја и он ништо не се слушаме. Он се гостите, јас да. си кјутам, Да. да, ги оставам муабета си прават, јас си ги Пошто он седи тука, јас сум тука, кој сум тука. И оне. Оне, ќе се насмеја, он, ха-ха. Така се расте. Така се расте. Ако ги немаме негативните искуства, ја многу пати им кажам, но... Не е негативно, тука е само онака чек. Па е добро, ама од убавите работи не учиме. Учиме од проблемите.
и надминувањето на проблемите кога растеме. Така што тоа од првата година што ги спомна работите до денеска е начинот на кој што еве и конкретно вие сте пораснале како подкаст и заокружувате 3 години работа. Не ми се верува. Па тоа е. Си бара работа, си бара и грешки, и смеење, ама со позитива и упорност се стига до Не, ние од прво снимање до сега не да имаме научено од секој може насмех. Да. Ова ни завршивме со човекот кој што го баравме 100 години. Да. И веројатно никогаш више нема никаде да се појави. Тхе Мичо, шаут од Мичо. Требаше година со него заврши кога беше јакото. Секоја година завршуваме со Мичо. Не верувам дека ќе дојдеш. Немаш. Ќе ви дадам на подкаст ја по 100 пати. Единствен човек што у претходното студио и станчето не се соблече со папучи, а се влезе со патиките и папучата. Јас за денеска ги барав моите Marvel папучи, ама сватив дека тоа беше шема од сезона 2 и реков не ги носам. Требаше така за четврта сезона да смислиме. Ќе видиме. Престилки може Нема сега. каде да. За која ќе јадеме да си имаме Кабан, не бе престилка као за готвење. Еве нека биде дебели гикови. Гигавче може. Kiss the cook како што има, Kiss the дебели гикови неге на пример. Kiss Тој the фазон devil- да ни служи за Kiss the лигавче, geek. ама да биде престилка. Kiss the geek. Kiss the geek. Ете ги идеите излагуваат. Више маца ќе завршуваме полека. Што се да кажам за стриптер, што ми се свија кај МКЦ. Доаѓаш, сите се надвор, значи дружбата, едно, друго, трето. Дали ќе влезеш од кај кафичот или од кај главниот влез? Годинава ќе пробам и од позади да отвориме од кај МКЦ клуб. Да има Па воздух. дури и таму на паркингот да има и храна, ама тоа не е сигурно, ќе пробаме. Цаци, Среќа, ако ништо друго, овие 2 последни години имаме пиво, ако немаме храна, што за стрипаджи е една од битните. Поважните Тоа е работи. бензинот, тоа е на нафтата што не движи. Така што ете како спонзор успеавме да стигнеме до одредена сума лименки и да пиеме и да цртаме со насмевки. тоа што требам да кажуваме, значи доаѓаш, дружбата ха хи, влегуваш, взимаш пијачка и правиш круг. Значи точно е онака 360 можеш да направиш. Мислам повеќе 360 не можеш да правиш. Да. Влегуваш, пивце, фотка, тука кажи го холод, влегуваш во клуб МКЦ, сите сме Крупчиња, тука, да, искачаш да. пак холод, искачаш, значи тоа ми се свија кај МКЦ што е 360 целосно. Ова што го кажа, ја многу пати имам кажано, фестивалот не е изложбата, фестивалот се луѓето околу изложбата. Најлесно е да се испринта и, не е најлесно, и лепењето и сето тоа и авторите, ама ако публиката не ужива и не живее околу и ги нема тие джагори, разговори, тогаш ќе бидеме некако стерилни, а сепак стрепадживе се познати како гомнојаци и гласноговорници, не само што пишуваат, цртаат, него и како карактери имаат интересни анегдоти да споделуваат, така што тоа е тоа, прошетај, запознај се, подружи се, не само за забава, дури многу од времето го користат да ги насочат младиве. Многу често јаеве и Мичо, па и сега на загревањето кај Цветковиќ. Желни се луѓево за некоја информација плюс да добијат од поискусните. А многу е убаво кога ќе ги видиш истите автори, како несебично тоа го споделуваат. Тоа е најубаво, реално. Кога спомна лепењево, мора шалот да се даде на волонтерите, што секоја година, тоа не се волонтери, брат, тоа се војници. Значи, лани дојавме четвртокот, кога уште лепевте, ти со порачјаци до тука, ама насмевка до тука, ама волонтерите мртви, умрени, не знаат више како се викаат, ама шибаат. Таа помош не се цени, не се проценува со ништо, не се мери, а од друга страна па ми се свиѓа дека има интерес зашто стекнуваат уникатно искуство. Да, има досадни делови, Ево сега, ама освен досадните, они се наоѓаат забавата и во нив. Ама дружбата, ја викам малку ретро шмек вративме со таа мала чета волонтери. Буквално мини чета имавме.
Мачета. кои што воопшто не се замараат, немаме ние финанси, немаме хонорари за тоа, имаме само добра волја и искуство да стекнат. И пица. Океј, и пица, и сендвичи, и сокчиња, и мајци, ќе има тој фазон да не можам јас да ги оставам на толку труд и работа што ќе вложат, па ај сега клоците одете си. Ама помошта не се цени, не се мери. Ретко е да видиш некој без никаков надомест да сака да ти помогне. И тоа е тој вајб што се трудиме да го градиме околу фестивалот, секој на секој да му помага. Знаеш зашто сам и пофом? Секоја година доаѓам, све е наместено. Значи све е наместено, нема доаѓаат луѓе да намести. Мислам, сам да кажам, не е дополнување моментот, пошто што спомнав преска дополнување, ама за тоа дополнување. Ама све е можно е наместено и тоа е стрип трип е еден од ретките настани кои што све е наместено и ти твое само си дојдеш да уживаш. Фала, па Шао ту мачета. два дена го спремаме за да биде така цакум пакум, зборам од јутре до сутра, од сабајле до вечер, 2 дена турбо работа. А еве само што го објавивме и повикот за волонтери, па кој ќе се емитува емисијава, таму ќе знаеме и колку ќе ги имаме. А пола од нив се основата што ни се и децата од школата. Така што имаме джуниори да ги крстиме под 18, а и преку фестивалов пробуваме да стигнеме и некои од повозрастните кои што и друг тип на помош некогаш не е само лепењето. Така што стигаме во 2 групи да ги поделиме волонтерите. Па веќе имаме и на некој начин лидери на тие 2 групи, кои што се дечки што со години ги знаеме. Например Берта, ја знаем од 600 одделение, а сега е, пример, не знам, 26 години, не знам, од Ракафова Берта, сори ако не си толку, каде што она ни помага. Иван исто би го спомнал, кој што се појави пред некоја година, многу ми се свија тоа што го правите, како ја да ви помогнам. Тој вајб, никој да не бара нешто за возраст, туку гледа како да те надополни. И кога видовме искрената помош ја добиваме, веќе и он се наметна да ја организира другата група волонтери. Да, едниот работи со помали, другиот со поголеми, секоја. Пак се многу локации во МКЦ. Имаме на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и сега мора да има некаква, не контрола, ама надгледување, ако ништо друго. Сега ние немаме обезбедување, немаме такви работи. Така што воедно добиваме 2-3 улоги од дечките. Непроценливо богатство. И се надам и на нив дека многу им е уникатна дружбата тие денови. Непроценливо, пошто јас се сеќам на вториот, мислам кога правевме подкастот у Кино Фросина, више они паднат им се седи, им се слуша подкаст. Ја викам, абе дечки, може вода нека донесе. Знаеш како истрчаа, донесоа, лани цело време стоење до бина, помош, свака им час. Тоа е интересна работа што и секоја година им даваме сами да си ја дизајнираат маицата за волонтери. Тој детал многу ми се свиѓа, затоа што најлесно е или од интернет или од постарите. Ама ова е можност плюс да му дозволиш на некого. Така што годинава мислам дека на Ива од стрип школата ја спомнавме дека сакаме нејзина мајца да имаме. Лани беше од еден Дамјан, а претходно од Вероника, така што буквално секоја мајца цртаат самите дечки. И треба тие да ги ставите на продажба како вие мајчки. Кога си со многу ограничен буџет, луксузот е на последно место. Тие мислам дека поише би ги купувале. Ја, например, многу ги нема, тие ме разбираш? И јас со голема гордост ја носе волонтер маицата која што ја направија они, толку ми е драги ми се. Немам од првата од црвената, ама имам од белата од лани, буквално кај што држи значка волонтер, така нешто беше. Ќе видиме година, го чекам цртежот да стигне дизајнот на новата маица. Ќе ти ја покажам црно-бел цртеж на бела маица. Ова е една идеја во зародиш, која што е на година-две веќе на пауза, затоа што стварно се посветивме на поисплатливите проекти во животот.
Ама затоа и не ја брзаме, затоа што ни е нешто што го правиме со голем мерак со здраве. Ова е идеја да направиме македонски јунак во среден век, покасно, уствари може и да движи низ време, не знаеме, и кој што би ни ги покажал двата, трите, петте света што постојат, не само овој еден ние што го знаеме. А најмногу единствено плюс што би кажал, пошто не би отворил премногу, додека го немаме како стрип, имаме илустрации, ги имаме пропратните карактери со него, дека скоро се е инспирирано, прочитано, пренесено од стари македонски приказни, македонски книги, преданија од баби што сме слушале. Тој детал сакаме да го на некој начин, ако Марко Цепенко ги запишувал во текстуална форма, со тек на времето сега ние сето тоа да направиме некоја стрип форма за да си ги зачуваме сите тие стари работи, а при тоа да е модерно и забавно. Цепенков, Имам идеја Пробај. да патува низ времето, ама пример да ја менува и историјата. Да го спаси Гоце Делчев, пример. Рабро бил, ракетен брод автомобил. Постои таков тренд во светот каде што прават алтернативна историја стрипови. Јас знам Маза од Лакташи, еден уметник, може за година-две да го донесеме на фестивал. Работи Вундервафен авиони, има едно, не знам, 23 албуми направено, каде што Латив Хитлер би останал жив, па се уште продолжуваат проблемите, така што алтернативна историја како опција во стрип постои. Ете, со пластичен пример да пренесам. Само извини, како е името? Гробник. Гробник. Тоа е професија што имало порано. Ова ни е читано од Танас Вражиновски, мислам, самото име и презиме ми е феноменално за автор што пишува за стари адети, обичаи, традиции, да. И Гробник шетал од село до село, им помагал ако имаат проблеми со духови, со... Ко Ван Хелсинг нешто. Сега, ако ги ставиме веќе имињава, замисли да направиме македонска верзија кај што ќе ги споиш и Ван Хелсинг, и Вичер, и Дампир, и Константин. Тој вајб сакаме да го направиме со нашите теми. А имаме, мислам, ја како истражував, дури стигнав и до едно книжулче што се вика Тајната книга, каде што нели имам и еден филм на таа тема. Па богомилите влегуваат у муабетот, па тоа се шири со Франци, со конкискадори. Овде може многу да ви помогне Владлак. Да, кај него бевме во музеј еднашка со децава за работилница. Не, и воопшто и за причите дека он знае некои такви причи. Има. Ние на целата идеја, прв пат како ни дојде со здраве, имавме многу уникатни работилници со Институт за етнологија и антропологија кај нас, каде што први правевме истражување на книги, карактери, например, тогаш цртавме како изгледа чумата. Такви некои детали работевме. Караконџул, ако си чул. Како го замислуваш Караконџулот? Ај баба Рога ќе ја замислиме како најкористена. Ама сите овие што ги набројав е такви теми. И читајќи и истражувајќи дознавме за професијата Гробник што постоела на времето. Самиот збор онака има тежина некоја. И има и друга верзија, не е секогаш дека ги решавал проблемите со духовите, некогаш, например, имал и една приказна, не знам дали е поврзана, со тазе починати ликови, па враќање првите 3 дена, 7 дена. Значи имаме многу хорор тематики, не би ги крстил хорор, мистериозни стари приказни. У глава више се направи филм како ова стварно може многу да помине у свет, не само кај нас. У свет многу може да помине. Може да помине како стрип, може како филм да помине, како серија, како значи Тоа да се шири. Не, знаеш како е работата? Да имавме милиони, пари да имавме многу, да имавме тимови, да имавме све. Ова за една година, знаеш што ќе беше?
Вечера, братке, беше. Здравје. Мене ми се свија дека, еве, здраве го црташе самиот лик, веќе му ги додаде и пајташите, еве, старински. Тоа ми се свија, ќе гледам да убацуваме постари зборчиња, архаизми, кои што полека се забораваат со промената на генерациите. Односно, сега архаизмите се американизирани зборчиња, така што ние порано по-старински сме разговарали, ама тоа е тоа. Така што такви архаизми да убациме, да му даеме, да го внесеме во тој свет. Не би открила повеќе работи, затоа што не знам кога ќе најдеме слободно време да му се посветиме, но секоја можност кога и да сме слободни го разгледаме. Ние веќе првите 2 епизоди ги имаме склопено од прилика што би сакале да пренесеме, останува да се сработи. Добро, Фала на прашањето, за многу ми е мило дека е персонален проект, а не... Уште само ова, цело време викаме здравје, време, едно друго. Сепак сте млади, не сте доволно стари. Дали гледате ваши наследници што и еви Гробник би можеле да го наследат? Не зборам за стрип школа децава, некој вие што би можеле толку гледате визија во нив, толку верувате што пак, сакам да кажам, млади сте, ама ќе дојдете до време кога и нема и толку, можеби поише време ќе имате, но ќе сакате на нив да им го наследите Гробник да го наследат, пошто јас стварно се направи више филм во глава дека Гробник стварно може да биде the next big thing во светот. Скроз си прав. Ние и сега со здраве сме спремни ако најдеме... Знаеш што, нас ни фали еден што ќе трча по парите. Јас можам да ја превземам продуцентската улога на организирање, ама немам време да го стигнам и тој дел. Ама и тоа е си посебна дарба. Со него ние сме решени, не дека сакаме, решени сме што повеќе, ама правилно одбрани автори да се додадат кога ќе почнеме. Така што ако ја почнеме првата епизода, ја би сакал, например, 32 страни да се е од Здравко, ама да имаме 16 бонус од друг автор, или од 2 автора плюс. Вториот да биде пола-пола, третиот да е еден автор, четвртиот друг автор, па да фатиме ритам, да имаме серијал со повеќе автори, но за да ја се наметнеме како уредници, за разлика од досега каде што само инспирираме да креираат, овде ќе треба да имаме построги правила, пратење на ликовите, да наликуваат на стиловите, да се блиски. Иако секогаш во школиви и во конкурси оставаме слобода и нивни стилови, ако веќе одиме во издаваштво на серијал, ќе мора да има структура, правила, не оние правила што не се кршат, туку да се знае сега, пак да личи на овој лик, да наликува. Така што веќе имаме и неколку луѓе што одма би ги поканиле да се вклучат во целава работа. Да, тоа е и целата замисла. Дај Боже да дојде ред да имаме голем серијал успешен во Македонија. Тоа мислам дека одамна ни фали, имаме автори, имаме албуми кои што се распродадени, например Ајвар ме го снима во рекордно време на времето. Немаме серијал, немаме, сега додуше немаме ни трафики, немаме ни печатени медиуми, сето тоа се промени многу, ама такво нешто фали што би траело подолго време. Имало обиди, сигурен сум дека имало, еве и ја сум пробувал такви работи, но нешто подолго трајно, персонално, не комерцијално. Пак е Great Press, го спомнавме, е комерцијален проект на кој што сме направиле 10 епизоди, но не можам да кажам дека тие 10 епизоди се серијал со кој што сакам да мотивирам други да цртаат плюс, пак, нели, сепак е реклама, а овде одиме пренесување нешто од своја, се свое со себе си носам изреката што беше, значи, да извадиме од нас. Сега сватив дека ја имам само 26 години, за 10 години кога ќе имам 36, кога ќе бидам пикот, гледа кога се Гробник да... Фала ти. Ќе дое времето. Фала ти, ја слушам. А до тогаш... Јас си зназборев епизода, пена ме фати устава, Еве, ја ќе се напијам вода место. напи се слободно. Збор не кажав. Јас не... Сега, си изнаслушав цела епизода. Здраво, јас сум огнена, вие гледате. Сега ќе одијам, ами толку е, отворим, Ја ќе немам одијам, што да- доста е. Па добро, овој пат имав многу информации во врска со Не, фестивалот, супер, да споделам одлично, и одлично, повеќе одлично. беше и да ги информираме гледачите.
Ама убаво чепна Марио на неколку теми кои што баш онака се битни низ години ги работиме, значи еве ти меко не знам 4-5 години ние ете тоа е еден серијал пак си бара долгорочна посветеност. Така, си бара опа. За тоа збориме, ако дојде ред и да најдеме продуценти финанси, може да се оди level up. Ја немам што да кажам, ќе ти оставам да му се благодариш на човекот. Фала ти, добро. Нема Се, за се што, брат. Добро, фала ти што дојде, што ни раскажа се уврска со стрип-трип што ќе се одржува годинава и што се одржуваше минатите години. А вас ве чекаме да дојдете на стрип-трип годинава. Пред да се одјавиме да се заблагодарам на нашите спонзори, тоа се Без 42, местото каде што го снимаме овој подкаст, Без 42 и пол, Бенто Блум Кейкс, најубавите мини мали тортички што се за 20 до 4 и треба да се нарачува 3 до 4 дена. Однапред не бидете. Буљаши. Сакам да се заблагодарам на Goblin Games, најдобрата гиг продавница, како што ја кажам ја, има све и свашта во неа, кој слава 25 години оваа година. Доколку идете и не спомнете нас, може да си добиете некој попуст. Да се заблагодарам на Red Bull, што цело време не опива, леле, како го кажам, не напива со Red Bull и ни дава крилја. Сакам да се заблагодарам на Fat Kitchen, што се грижат за нашата линија да изгледаме овако витко и здраво. И да се заблагодарам на Велнео со нивните масажери. Дечки, тоа е тоа од нас за оваа епизода. Се гледаме наредна недела. Давор, да кажеш нешто вака што... Фала многу благодар. Фала многу пријатно. Фала ти, колега. Чао, дечки. Што ми олесна. Поздрав.